Вистинско време да го вклучиме во студиото доктор Александар Митов. Доктор Митов, добро утро. Добро утро. Вие убаво си доаѓавте на кај нашето студио, ја пропуштивте прогнозата на Славче дека се чекаат поголеми снегови годинава. Тоа значи че има работа за докториве, што скршедици, што настинаници, кои знаеш што за жал, така ќе се биде тоа. Сакав денеска да ве замолам да поразговараме за една тема која што е многу присутна кај нас, меѓутоа за која ретко се говори и ретко се третира дури во медиумите. А тоа е една голема, тоа во јазикот на оружјето би се нарекол пролиферација, всушност една распространетост и една интензивност на рекламирање на разноразни продукти кои што се наменети за подобрување на нашето здравје, кожата, не знам, од видот до слухот до потенцијата и така натаму. Меѓутоа, и тоа е навистина една силна, очигледна индустрија која што се занимава со пласирање на такви производи. Зашто не постои регулација? Колку е тоа всушност проблем и што треба граѓаните зашто да бидат свесни кога се преплавени со овој вид на понуди? Тоа мислам дека имаше, како да речеме, се поклопи со развојот на Facebook, така да кажеме, на социјалните мрежи генерално, кога вие имате директно пласирање на производи кои што се насочени кон здравјето или барем така се маркетираат, директно до потрошувачот, а без при тоа да поминат таму кај што системот ќе ги види. Односно, нели, човек ќе ги види на Facebook, ќе си ги нарача и преку карго ќе му стасаат дома. И тоа навидоме нели така едноставно приказна, меѓутоа тоа може да биде така, не знам, за било што, но за нешто кое што се тврди дека е лек, за кое што се тврди дека е суплемент со здравствени тврдења и други работи, а тоа е практично недозволиво и многу ризично. Зошто? Заради тоа што тука веќе ги примаат луѓе кои што веќе и онака здравјето има некаков проблем. Значи не му текнало на никој туку така да зима од интернет лекови, суплементи за здравје и такви работи. И проблемот е кога на такви луѓе со веќе нарушено здравје кои ќе почнат вакви непроверени работи да купуваат од интернет, кај нас не постојат процедури за тој вид на трговија кога се работи за лекови, суплементи и така натаму. Официјалниот дел постои, меѓутоа овие го бајпасираат. Например, кој е официјалниот пат? Се знае дали нешто е суплемент, тогаш треба да биде регистрирано во Агенција за храна и ветерина. Се знае патот. Второ, ако станува збор за граничен лек, тогаш патот е во Малмет во Агенцијата за лекови. Ако станува збор за лек, исто така патот е во Малмет, односно во Агенцијата за лекови. При што процедурите се многу јасно пропишени. Ако тргнеме од доле од Агенцијата за храна и ветерина, тие имаат речиси целосно усогласено нели сите тие процедури кои што се со европското законодавство. Така што на пример вие да пласирате било кое здравствено тврдење во Македонија и да ви го одобри АХВ, вие мора да го имате истото здравствено тврдење во базата на податоци на ЕФСА. Во Британија и во Германија не може да се набавува на интернет овој вид или во Франција овој вид на да кажем продукти? Може, меѓутоа таму контролата е и на интернет просторот. Значи, ако на било кој начин некој пласира на интернет просторот такво тврдење, може да очекува дека државата ќе го види, дека ќе влезе во радарот на државата и ќе му стасе едно писменце за да го прашат од каде и како и што е. Кај нас проблемот е дека има производи такви кои што би морало да бидат регистрирани, наместо да се појават во аптека, каде што инспекција ќе ги провери. Се разби, има регулатива која е прилично строга за тоа. И ќе се бидат во системот. Значи, државата ќе може да ги види не само да спекна одоночување, туку да спекна проверка на квалитет, на сите тие нишени кои што мора да се исполнуваат. И одеднаш вие ги немате еден куп на производи во аптеките, а ги имате на интернет, на Facebook и на сите други социјални мрежи и пациентите почнуваат директно да комуницираат со тие потенцијални продавачи. И тоа е многу сериозен проблем. Александар имаше нешто да додаде, предпоставам некоја вест врзана за оваа тема што ја разговараме. Да, јас само ќе се навратам на разговорот со Маријана Лончар од пред неколку дена од Организацијата на потрошувачи и она реагираше дека се уште кај нас во државата интернетот не може да се контролира од нивна страна и од државниот пазарен инспекторат, бидејќи вика ние може да ги контролираме само оние што се регистрирани како интернет продавници, но не можеме да го контролираме Facebook, а реално во моментов таму најмногу се продаваат
продаваат овие суплементи или лекови. Добро, што е вистина, доктор Митов, на сите овие, да кажем, шишенца, пластични кутии и така натаму, имаме јас во семејството тој вид на набавки, па се расправаме и така натаму, особено децава кои што се потеретани и така натаму, зимаат од овие, како да кажем, разноразни, што се тоа, прашаци за зголемување на мускулна маси, маса на и сила, така на се, натаму. да. Таму сегде на кутиите пишува внимание, консултирајте лекар едно друго, ама тоа предпоставам дека многу мал процент од луѓето го прави. Да, изгубена е навиката за тоа. Знаете како, кога тоа веќе е премногу често напишано или буквално на секој производ напишано, вие не можете ни да се повикате во крајна линија ако сте го добиле на еден ваков сив начин. Значи, ако стасало до вас, а вие не ја знаете ни кое е тоа правно лице кое што стои вистински позади. Од некоја адреса, од некоја Facebook страна, стасало до вас и имаше случаеви, например, и во Слободен печат се пишуваше за тоа, за пласирање на разноразни суплементи за диабет и повикување наводно дека клиниката за ендокринологија стоела, па од кај вас ги прашуваа и испадна дека не ни постои таков доктор во Македонија, камоли да има дека клиниката официјално стои позади Сте чували за некој случај кај што е интервенирано државата, можеби потврдо во ваков вид? Не сум чул и тоа ме загрижува и мислам дека ако веќе е точно дека регулативата не е доформулирана, се разбира, мора регулативата да ги следи овие современи токови. Да. Фејсбукот пред 10 години во оваа форма не постоеше. Но државата мора да најде начин и сигурно има добри пракси на Запад, ова не смее да остане надвор од радарот. Значи, не смее на нашето население да му се пласира се и се што. Најчесто тоа, мислам, не се ни штетни материи, туку се бескорисни, предпоставам, како понекојаш во кафеја на кој одиме ќе нарачаме кафен шекер, па кој ќе го сомелите, гледате дека старе всушност бел обоен кафе, докато ти мислиш дека нешто кафен шекер и така натаму. Да, ама знаете како ги залажува. Наместо да земат официјална терапија, го земаат тоа. Тоа е штетниот аспект. И тука е моментот. И кога се бескорисни, всушност некои губат време на некои губат, така е. На страна што парите не се мали, и парите не се мали, некои од тие се многу скапи. И добро, ама таа индустрија која што е врзана со убавината на телото, значи дали се работи за овој вид на цели суплементи кои се врзани за бодибилдери, за слабење, особено бидејќи ние тоа сме го разговарале милион, до креми за огромна индустрија се тоа. Огромна е таа индустрија и практично се поставува прашање дали како да кажем луѓето веќе станаа експерти за се читајќи интернет и сега дали тоа воопшто може да застане само од што се треба државата да регулира, што се ќе потпадне под тоа, што се и понатаму ќе се продава во онаа сива зона на нејасни на граници каде што е. Па знаете, тука и прашањето на регулација на порталите. Знам дека тука е ова не се најде решение. Се рекламираат и по порталите, особено по порталите има една сива зона на реклами каде што се рекламира буквално се и се што. Зошто е проблемот? Вие да ставите официјално на производ здравствено тврдење и да го пласирате во аптека, па треба да поминете низ иглени уши. Значи мора да ве провери факултет за фармација, фармакодинамика, да се провери фармакокинетика. Потоа мора да се провери дали тоа здравствено тврдење соодветствува на други тврдења во европски земји. Па трето, дали речникот е правилен. Сакам да речем за на било кој производ да кажете помага за холестерол, да се стави официјално и да се продава во аптека, тоа е многу тешка, долга процедура и одговорна. И сега за сметка на тоа имате еден куп производи кои што на портали објавуваат прави ова, а де факто немаат поминато низ процедурата на... Па дури нема ни она за дополнителни информации. Ето, брзото. Да. За да се заштити во за да се заштити. Но гледаме и луѓе во бели мантили кои што препорачуваат се и се што во тие и тоа се обично вешто направени, како да кажем, телевизиски, односно видео спотиви кои што ќе седне обично згодни млади доктори, докторки така натаму во ординација кои велат нашите истражувања покажа за тоа имаме закон, меѓутоа наоѓаат начин и тој закон не е апдейтиран, така да речеме, не е освежен, инаку за тоа наоѓаат начин. Зошто, например, за кај суплементите, например, во медицинска униформа да сте и да го препорачувате не е дозволено. И сега тука прават разноразни... Што е медицинска униформа сега? И сега што е, дали е мантилот плав или е бел или е зелен. Затоа треба, сакам да речем, државата тука активно да следи
И овие работи мора да се контролираат и мора и цела таа сива зона на интернетот и на порталите да излезе пред очите на државата за да се заштити здравјето на граѓаните. Нек имавме во Словен печат еден текст и една подготовка за уште развивање на таа тема, а се однесува на тоа што тврдењето е дека е голем број од лекарите кои што денеска работат особено во државните клиники, но и во приватните клиники, практично се продолжена рака на разни фармацевски компании кои што се занимаваат со пласирање на своите лекови во експертизата во која што работат лекарите. Тоа значи ако се, не знам, лекари за диабетис промовираат само одредени лекови за диабетис, ако се за срцеви заболувања и така натаму. Дали за тоа се дискутира, се разговара ли за тоа во лекарската комора, постојат ли стандарди? Тоа не значи дека е неопходно, како да кажам, непрофесионално, но имаше едно тврдење дека лекарите се претворени во манекени кои што промовираат производи за кои што се разбира платени или се дури врзани со нивото на продажбата на одреден лек, а тоа пак на државата и одговара, бидејќи повеќето тие лекови се на приватни листи, а државата не троши пари за... Теретот се трга од здравствениот денар, а лекарите препорачуваат, видите, ова е на приватна листа и така натаму. Ова може да се реши, имаше и обиди порано да се прави, имаше обврска за лекарите да ги објавуваат сите подароци, односно конкретно да ги пријавуваат во Министерството за здравство, имаше таква обврска, сите подароци, средства, имаше лимит до кај што може да се земе и присуство на конгреси. И сето тоа требаше да се пријавува. Конгресна индустрија е многу развиена, од друга страна пак. И тоа е еден начин на што да прават лекарите кои што немаат друг начин како да одат, не знам, сега во Амстердам на конгрес за бубрези, бидејќи не постојат фондови, а тоа им е важно за нивното специјализирање. Знаете како, тука треба едноставно да се практикува тоа што се практикува на запад, тоа е disclosure, како што го нарекуваат, или да се најде форма во која што тие работи транспарентно ќе се објавуваат. Да се знае кој од каде примил средства. И тука е веќе многу лесно за... Каде би се објавувале тие? На ниво на клиниката, на ниво на лекарскиот колегиум, на ниво или на ниво на самата клиника? Или при соопштување, затоа што јас знам практики во странство, во Германија, например, каде што дел од семејството се лекува, лекарот е должен кога ќе препорача лек да каже, знаете, јас бев вклучен во студијата за испитување на овој лек. Точно. И тоа ако не го декларира, се смета за професионален пропуск по кој следуваат последици. И тоа е можно. И друг начин е исто така, например, препишувањето на лековите, барем и кај нас, би требало да биде задолжително е да биде според генеричко име, односно според латинско а не конкретно самото производствено или трейдмаркот кој што е на самата. Има начини тука. Само треба во ова да се влезе на еден посериозен начин и да се следи. Будна ли е доволно државата околу овие сите проблеми? Не, мислам дека не е. Кој е за тоа надлежен? Министерство за здравство? Министерство за здравство, Агенција за лекови, до некаде и лекарската комора тука има своји ингеренции. Меѓутоа, тука има и многу поголеми теми кои што е убаво да се зафатат. Ајде, например, да почнат од стручниот надзор. Тоа би било кога веќе за овие институции за одговорности збориме. Стручен надзор е, јас ако работам како лекар, да дојде кај мене од комората екипа и да провери како лекувам јас. Дали јас лекувам според стандарди, според медицина базирана на докази. Тоа на нас не треба. Па знам, ама ние уште не ги дознавме ни протоколите за лекување од коронавирус, иако се обидуваме со месеци и така, сите викаат дека постојат, никој не ги објавува. Доктор Митов, за крај, и вие сте активен на интернет, имате голема, како да кажем, ординација, да кажем, под наводници и така. Внимавате ли вие како се однесувате? Што правите? Апсолутно. Значи, тука прво и основно, и да не ме обврзува закон конкретно, јас многу пазам на тврдења, на сами здравствени тврдења. Зошто? Заради тоа што во крајна линија ќе ве стаса негативната репутација ако вие тврдите нешто кое што не е така. И затоа тоа трчење на кратки стази, на краток рок, неминовно го оштетува човек во начинот на неговото функционирање и во неговата репутација. Така што самите тврдења да бидат базирани на здравствена состојба, и јас многу пати со храна работам најмногу. Ќе кажам да, ако сте со диабет, храната ќе помогне. Меѓутоа, ако има ревматоиден артрит, тука сме веќе многу повеќе ограничени. И сето тоа на старт, кога се разговара со пациентот, да се каже каде храната има силно влијание, каде има умерено и каде нема влијание. Каде си треба лекарска интервенција со
Јас понекогаш се шегувам со моите колеги, бидејќи новинарството сега стана, има нешто што се вика civil journalism, граѓанско новинарство, Аха. сите имаат телефони, сите се новинари, сите сликаат, снимаат и така натаму. И понекогаш им викам, добро бе, вие ако имате лекарски проблем, одите на civil доктор, вие граѓански доктори, и гледате вистински доктора се проверите. Ама и тоа кој знае до кај стигне. Но големи нарушувања се тие. Системот го дестабилизираат на повеќе начини. Јас не знам некој кај цивил архитект, значи да отиде да му ја дизајнира куќата, па дал ќе живее после. Или статиката уште. Или статиката, па дал ќе живее после во нејзе. Не треба со струката да си играме мајтап. И покрај тоа што еродира по сите можни правци, генерално и во светот, не само кај нас, не треба да ја подценуваме струката. Мислам, жално е што се враќаме на толку базична лекција, дека струката е пресудна во секој област, меѓутоа да се подсетиме.